Благодарам, председателе. Почитувам представник на МАПАС. Јас само една сугестија, бидејќи зборот транспарентност веќе е дежаву со оваа влада, ама штом веќе се употребува во секоја реченица, добро е сите агенции нејзини да ја има таа транспарентност во обзир и во извештаите и во финансиските планови кои што ги доставуваат до нас. И би предложила за следната година да во графичките прикази кои што ги табеларните прикази кои што ги имате во самиот план, за да не одиме до, не знам сега и на вашата страна дали таква алатка имате, колку вработени имате, па и самите плати, знаете, нашите плати како на пратеници ги имате на сајтот, ги имате секаде во печатот. Да ги видиме платите на вработените, понатаму колку советот на експерти, колку луѓе се во советот на експерти, колкав надомест имаат членовите на советот на експерти, колкав им е надоместокот, бидејќи во ставката интелектуални и други услуги гледам само дека е 800.000 денари. И понатаму кога се прегледува оваа ставка интелектуални и други услуги, освен советот на експерти, она што ми вака боде очи, преведувачки услуги, 600.000 денари, што е прилично голема сума за држава која што нели пред малку рековме е најмизерна и е во 4 или не знам колку кризи, колеги, коригирајте ме, 600.000 денари за преведувачки услуги. Што преведувате? Книги од типот на Војна и мир? Не ми јасно, извинете. Понатаму консултантски услуги. Сега советот на експерти не ве консултира, па ви се потребни дополнителни консултантски услуги. Не е ова не е малициозно, чисто информативно ме интересира. Ајде за обуките да речеме дека се потребни, да. 200.000 денари стои кај мене. Океј, во ред, да, извинете вие. Значи, навистина, овие вака ставки ми влегоа, не знам што да кажам, преведувачки услуги 600.000 денари, советот на експерти колку е, така, ако можете сега, бидејќи вие не можеме пратеничко прашање да ви поставиме, добри се овие моменти за поставување баш на зошто да не ги знаеме и платите прво колку се вработени, колку се платите, зашто ако следевте пред малку за законот, покачивме плати за 200 денари. Се дали во таква состојба се и вашите вработени кои што и како имаат обврски големи, огромни за пензискиот фонд. И еве уште едно прашање, вака бонус. Минатата година разговаравме, знаете, аферата веќе никој не ја спомнува, само јас упорно, дали откритието на Мила Царовска, госпоѓата, за скандалот со 500.000 евра или 500 милиони евра, како беше сега, не знам, тука милиони и илјади, за оваа влада нема проблем. Дали се откри, дали направивте некоја истрага, повикавте ли ова што кажа експертиве или се заташка аферата, како тоа влијаеше на вас како МАПАС и на останатите, дали тоа воопшто влијаеше и во довербата на клиентите? Голема е таа дилема. Така да еве, тоа се одредени мои сугестии
и прашања до вас, па се надевам дека ќе слушнам одговори. Благодарам.